Автомобилската индустрија, иако притисната од многу проблеми, стоички ги прифаќа предизвиците и тера со полна пареа напред. Денеска, покрај вестите и новитетите, ќе обврнеме внимание на предизвиците кои ни доаѓаат од следниот период. Тоа е цената на енергенсите. Затоа денеска го поканивме на гости господинот Марко Бислимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика, кому ќе му поставиме прашања што сите не интересираат. На самиот почеток стартуваме со вестите. Само по неколку дена како засебна компанија, Porsche покажа кој е скапоцениот камен во круната на Volkswagen. Компанијата достигна вредност од 85 милиарди долари. Акциите пласирани на берзата по цена од 82,5 евра. Првобитно загубија малку, но потоа скокнаа на 93 евра, надминувајќи ги најоптимистичките прогнози на финансиските стратези од Wolfsburg. Истовремено, капитализацијата на Volkswagen се задржа на 77 милиарди евра, а трет на листата највредни автомобилски производители во Европа е Mercedes со 57 милиарди евра. Најголем дел од продадените акции на Porsche завршија кај инвестицијските банки, што е силен сигнал дека нивната вредност уште ќе расте. Досега се продадени 1/4 од расположливите акции од Porsche, а собраните средства ќе бидат искористени за покривање на трошоците за електрификација. Конечно, 5 години по представувањето, електричниот камион на Тесла ќе започне да се произведува. Илон Маск лично потврди дека првиот примерок ќе биде испорачан во декември, а негов купувач е Пепси. Овој 40-тонски влекач првобитно беше планиран за 2019-та, но сите знаеме како најбогатиот човек во светот си ги исполнува ветувањата. Официјално причината за одложувањето е пренамената на капацитетите за производство на батерии за модел 3 и Y. Камионот има 2 електромотора и автономија од 800 км, а батериите на специјално за него наменет полнач до 80% се полнат за половина час. Внатрешноста целосно ориентирана на возачот, што се одгледува од двата големи екрани чувствителни на допир. Во Тесла веруваат дека нивниот влекач ќе направи револуција во светот на транспортот, посебно со сплетот камери кои покривајќи 360 степени овозможуваат и автономно возење во конвој. Ретки се возилата кои имаат таков култен статус како Mazda MX-5. Овој родстер уште од појавувањето пред повеќе од 3 децении ги освои срцата на љубителите на исконското задоволство во возењето. Затоа и не чуди страста која имаат кон него, манифестирајќи ја и на ваков начин. Имено тие под името забавата во возењето никогаш нема да умре на патеката во Модена го одржаа најголемиот свој собир. На него учествуваат точно 707 возила, со што е поставен нов рекорд. Парадата на 4 генерации на најпродаваниот родстер во историјата на автомобилите будно ја следеа контролерите од Гинисовата книга кои ги верифицираа резултатите. Како и неговиот поголем брат DS7, така сега и освежениот DS3 го загуби суфиксот Crossback од својата ознака. Иако од неговото деби поминаа добри 4 години, раководството на француската премиум марка се одлучи само за суптилни визуелни корекции, токку минимални, што ретко кој ќе ги забележи. Се среќаваат главно на предниот дел, додека назад изменете само декорот меѓу светлосните групи. Затоа пак новостите во внатрешноста се
подлабоки, посебно технолошките. По цела должина и широчина околу возилото е нареден систем камери кој служи за сеопфатен надзор на она што ќе се случува околу него. Мултимедискиот систем сега има можност за гласовна контрола, а подобрен е и квалитетот на аудио опремата. Асортиманот класични мотори е осиромашен и сега во понуда ќе бидат само близнаците од 100 и 130 конски сили и еднакво моќниот дизел. Електричната и-Tense верзија истапи чекор понапред со новиот електромотор со 156 коњи и батерија со кој DS3 ќе се пофали со автономија од 400 км. Познати се и цените кои во Франција стартуваат од 30.000 евра. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Метрополис, број 1 радиомрежа. Спремен си? Еј, не! Документите се уништени, а немам веќе време. Имам копии дома. Ќе ми дадеш својата кола да одам по нив? Океј. Спремни да го пробате Peugeot 308 со стайл ниво на опременост и 1.2 PureTech мотор со 110 коњски сили. Сега во понуда за 15.990 евра. Во последните неколку години сведоци сме на осцилацијата на цените на горивата и енергенсите. Има многу недоумици околу тоа, па затоа денеска го поканивме господинот Марко Бислимовски, председателот на Регулаторната комисија за енергетика и водно снабдување. Добре дојдовте во Автомагазин. Добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Господине Бислимовски, зошто така често се менуваат цените на горивата? Гледајќи ги цените на берзите, доаѓаме до едни различни заклучоци. На што се должи тоа? Значи, до 2019 година, до 12 мај, постоеше купопродажен договор со ОКТА, кој што заврши тогаш. Потоа, Регулаторната комисија за енергетика донесе своја нова методологија, врз основа на која што ги определува цените на нафтените деривати. Овој концепт на определување на цени на нафтени деривати е концепт кој што се применувал и во Словенија, и во Хрватска, и во Србија, и во Црна Гора, во сите земји од нашето обкружување, каде што во минатото се определувале цените и согласно овој концепт ние ја зимаме цената на медитеранската берза, посебно за бензините, посебно за дизелот, посебно за екстралесното,
посебно за мазутот. Секоја дневна котација која што е на оваа медитеранска берза, ние ја превземаме и понатака на нејзе додаваме трошокот за, односно курсот на доларот и понатака останатите давачки во државата. За жал, во изминативе неколку месеци имаме сосема спротивна ситуација, односно за прв пат дизелот ни е повисок од бензините. Тоа не е затоа што така сака регулаторната комисија за енергетика, едноставно тоа е тоа што е одраз на медитеранската берза и воопшто на сите берзи во светот. Значи, извинувам што ќе ве прекинам. Рековте медитеранската берза преку која се раководат и земјите од нашето обкружување, но кај нас, да кажем, имаме регулација на цената и до 3 пати во седмицата, а таму се регулира на, да кажеме, 2 недели. Србија е таков пример и Хрватска. Значи, во Србија и Хрватска до започнувањето на енергетската криза пазарот беше целосно либерализиран. Со започнувањето на енергетската криза, со цел да се спречи драстичниот раст на цените на нафтените деривати кои што се случуваше тамо, и Србија и Хрватска воведа определување на цените на нафтените деривати. Тамо го определуваат на 2 недели, ние го определуваме на 1 недела. Значи, поентата ни е со 1 недела да не предизвикуваме ценовни шокови. Кога започна драстичниот пад на цените на нафтените деривати во светот, се случуваше помалите бензински пумпи во Македонија да се соочуваат со влошена ликвидност, бидејќи дериватите ги купуваа по повисока цена, а ги продаваа по пониска цена. Со цел да го избегнеме тоа, Регулаторната комисија за енергетика ги гледа сите претходни 5-дневни котации на секој нафтен дериват и доколку цената оди нагоре плюс 2 денара или надоле минус 2 денара, тогаш реагира. Значи во опсегот над плюс 2 денара и над минус 2 денара, тогаш носиме соодветна одлука. Единствено тоа го правиме со цел не на традиционалните трговци да им помогнеме, туку да им помогнеме на помалите бензински пумпи во државата, кои што се случува со исклучително тешка ситуација и со влошена ликвидност, и на тој начин ја подобруваме конкуренцијата на овој пазар. Дизел горивото традиционално било поевтино секогаш од супер бензинот без оглед дали е 95 или 98 октански. Исто така дизелот, рафинацијата да се добие дизелот е поевтина бидејќи треба малку помала рафинација отколку да се направи супер горивото. На што се должи високата цена на дизелот? Ние не помниме во Македонија толку да имала разлика во цената во корист на дизелот или на штета на дизелот. Додека на западните земји и западните пазари дизелот изедначен, па сега е можеби и малку поскап од бензинот. Тоа се должи пред се на цената на берзата на медитеранската берза, но суштината зашто расте дизелот е поради тоа што прво дизелот е воено гориво, се користи апсолутно во оваа воена агресија која што ја прави Русија врз Украина. Тоа е една работа. И втора работа е што голем дел на компании во Европа, заради рекордно зголемените трошоци за природен газ, се префрлаат на мазут или на дизел. За жал, во последните 15-20 години Европа ги затвори речиси сите своји рафинерии кои што произведуваа мазут. И сега единствено алтернативно гориво после природниот газ е дизелот и драстично се зголеми побарувачката на дизелот на светските берзи, и тие се две најбитни причини зошто цената на дизелот толку се зголеми во изминатиот период. Инаку кај нас во државата акцизата за бензините е 22 денара, а за дизелот е 15,5 денара. Сега ние имавме, минатата недела беше карактеристична, каде што земјите членки на ОПЕК Плюс најавија дека ќе го намалат своето производство и дојде до лудило на цените на нафтените деривати.
И Како конкретно ќе се одрази тоа на нас? за жал Затоа тоа што ОПЕК е организација на производители на нафта плюс значи Русија, нели? така е. Значи и сето тоа доведе до зголемување пред на суровата нафта, а со зголемувањето на суровата нафта растат и дериватите кои што се произведуваат од суровата нафта. Дали е тоа светска шпекулација? Дали се базира врз шпекулација цената на горивата или на реалната ситуација? Видејќи побарувачката за воената индустрија, односно за воената машинерија, Русија може самата да си ја покрие без никакви проблеми, па дури е еден голем извозник. Апсолутно, и според мене станува збор за шпекулација. Користење на ситуацијата од Користење големите. на ситуацијата од големите производители на нафтените деривати и од аспект на трошоци, нивните трошоци не се сега зголемени. Да не забораваме кога започна ковид кризата, нивната цена беше дупло помало отколку сега. Значи и тогаш имала и исплатливост, а не сега, но најверојатно се сака тие минуси кои што условно кажано минуси, тие помали профити што ги оствариле тогаш да се надокнадат сега и тоа се случува и тоа е процес на кој што ние како држава не можеме да влијаеме. Инаку јас знам дека има шпекулации дека намерно регулаторната комисија за енергетика го зголемува дизелот па да се полни буџетот, што Па и да апсолутно се затнат некои дупки. да, што апсолутно не е точно. Значи еве конкретно минатата недела од 3 до 7-10 во понеделникот сме започнале со цена на бензини $841, а на дизелот бил $999. До крајот на неделата, до петокот, имавме секојдневен раст. И на крај завршивме бензините $918, а дизелот $1220. Значи, сакам да ги убедам и вашите гледачи и граѓаните дека тоа што го превземаме од медитеранската берза, тоа е тоа. Ние не измислуваме на најбитниот параметар, го превземаме од медитеранската берза ФОП. Понатака го гледаме курсот на доларот, кој што за жал е исклучително висок. Имавме периоди да биде 64 денари, имавме, еве денес, например, е 63,7 денари. Да. Значи, исто така имаме сериозен притисок и од цената на и од курсот на доларот кон денарот и дополнително, значи, ова на нас не е основна цена. Понатака додаваме трошоци за транспорт, кои што се $27 од пристаништето во Солун до складовите на нашите трговци. Имаме трошок за транспорт од складовите до пензиските. Тоа е од прилика 0,95 денари за литар и сето останато е давачки кон државата, надоместок за животна средина, акциза и ДДВ. Ние само определуваме како регулаторна маржа која што во моментов е намалена од 5,5 на 5 денари и тоа е тоа што го определуваме ние. Дали регулаторната комисија има механизми како да ги заштити граѓаните од цените? Единствен механизам кој што би можеле да го направиме е маржата и тоа ја намаливме. Сите останати државни давачки, акциза, надоместок за животна средина и ДДВ се давачки кои што се утврдени со закон. И ние едноставно мораме да ги почитуваме, затоа што ние не можеме да кажеме ДДВ-то ќе биде 5%, треба да се промени законот за ДДВ и да се каже дека се намалува ДДВ-то. Значи ние влијаеме само како регулаторна на тие 5 денари од крајната цена на сите нафтени деривати. За крај, кои се вашите предвидувања, до каде ќе стигаат цените на дериватите? Тоа е исклучително тешко прашање. Бидејќи ја ги будно ги следите случувањата на светските берзи. И флючерсите сега што ги гледаме овие денови е дека цената на суровата нафта, со тој на нафтените деривати, ќе оди нагоре. Но како што кажавте вие пред малце се шпекулација и ја би бил среќен доколку би се одржале на ова ниво цените на нафтените деривати, за да не кажуваме по некој месец колку беше ниска цената пред неколку месеци. Така да има сериозни притисоци врз цените, невообичаено ОПЕК да не се придржува кон
договорите кои што ги направиле со Соединетите Американски држави, барем тоа било така во изминатите 20-30 години, но тоа е тоа, ќе се научиме да живееме со вака исклучително високи цени за нафтени деривати, кои што се надевам дека еден ден ова лудило ќе престане и ќе се вратиме во една нормала. Ви благодарам многу на одвоеното време. Ние продолжуваме понатаму со Автомагазин. Со новата генерација на Гран Туризмо Купе, тризабецот од Модена врти нова страница во својата историја. Покрај класичната изведба, опремена со 3-литрениот V6 Netuno мотор, се нуди за прв пат во историјата на марката и потполно електрична верзија. Комбинацијата на високите перформанси, типични за спортски автомобил со удобноста погодна за долги патувања, секогаш била силна страна на Масерати. Исто како и на Дукати, марка на моторцикли која е прославена и сега го глорифицира моделот Скремблер кој бележи 100.000 примероци. Дизајнот на Гран Туризмо ја покажува типичната рамнотежа помеѓу убавината и функционалноста без помпа, но со веднаш препознатливите линии полни со сила и хармонија. Задржани се класичните пропорции на автомобилите со тризабецот на хаубата. Развиен во Maserati Innovation Lab во Модена и произведен во производствениот центар Mirafiori во Торино, Гран Туризмо со право го носи печатот произведен во Италија. Новото купе е опремено со 3-литрен V6 твин турбо мотор, кој е достапен во две варијанти. Првата верзија е Модена со 490 конски сили или верзијата Трофео со повисоки перформанси која има 60 коњи повеќе. За поклониците на струјата понудена е адекватна изведба со целосно електричен погон базиран на батерии. Системот Folgore се заснова на технологијата од 800 волти и е развиен со помош на техничките решенија од Формула Е. Батеријата има номинален капацитет од 92,5 киловат-часови и континуирано пренесува околу 559 киловати на тркалата. Наречен T-Bone, обликот на батерискиот пакет е дел од пристапот на Maserati за нулта компромис. Со ова се избегнува потребата да се постават модулите за батерии под седиштата. Тие главно се распоредени околу централниот тунел и на тој начин го оптимизираат балансот на возилото. Гран Туризмо нуди и сеопфатно звучно искуство во електричната верзија што е кронисано со карактеристичниот звук на моторот на Maserati. При лансирањето Гран Туризмо ќе биде достапен и во ограничената изведба 75-та годишнина и има ексклузивни детали посветени на 75 годишнината од концептот Гран Туризмо. Дукати се пофали, произведени се 100.000 примероци од Скремблер. Овој култен моторцикл кој ужива статус на подмарка се има појавено во 1962 година, а наново е оживеан во 2015-та. На љубителите на моторцикли веднаш им се допадна неговата уникатна конструкција и невообичаените карактеристики и гамата започна да се шири. Се појавуваа нови верзии со агрегати со различна зафатнина, наменети за поширок круг купувачи. Сега врвните модели имаат мотор од 1,1 литар, а цената во Италија им стартува од 8.500 евра. За идната моделска година се очекува негово освежување и повторно проширување на гамата која сега брои 8 члена.
Дизајниран е од Mercedes-Benz и комбиниран со пионерски инженерски перформанси на SAE платформата на Geely. Smart прави нов почеток со моделот наречен број 1, кој ќе дојде на пазарот во 4 варијанти. Необично за малиот градски каубој е што враќа на сцена како никогаш досега со зголемена тежина и за оваа класа возила невидена моќност. Електричниот кросовер Smart број 1 сега на вагата покажува од 1,8 до 1,9 тони, но ќе биде прв од нов вид интелигентно возило. Верзиите Pro Plus, Premium и First Edition ќе се нудат за околу 42.000 евра и моторот е сместен на задната оска, кој произведува 200 киловати. Иако се произведува во Кина, Smart останува во партнерство со Brabus, верзија која би требало да чини околу 7.000 евра повеќе, но за оваа скромна доплата се добива уште еден мотор на предната оска, која зголемува вкупната моќност на 315 киловати или 428 конски сили. Сите варијанти на Smart број 1, вклучувајќи ја и Brabus, достигаат лежерни 180 км на час, но фризираната верзија спринта од 0 до 100 км на час за само 3,9 секунди, а во споредба со 6,7 секунди за моделите со мотор на задната оска. Со должина од 427, ширина 182 см и висина од 164 см, Smart број 1 се вклопува во сегментот на подкомпактните кросовери. Сепак, според Yifeng Tan, менаџер за производи на Smart во Европа, варијантата Pro Plus веќе нуди карактеристики кои инаку ги има само во високата класа. Број 1 во Европа ќе може да се нарача од 18 октомври. Ауди има модели на претек, но секогаш знаел да ги прослави на вистинскиот начин. Сега се простува од два модели. Првиот е Touring Trofeo, или меѓу купувачите познат како TT, а прави и посебна едиција за R8 кој се збогува со неговиот V10 мотор. Поминаа 25 години откако Ауди на задоволство на фановите го лансираше спортскиот TT. За тоа време, овој нетипичен за марката автомобил стекна култно почитување кое го задржа 3 генерации на пазарот. До пред 2-3 години се продаваше добро, но сега ја пее лебедовата песна, а судбината му е неизвестна. За достојно да го испратат во пензија, Ауди подготви ексклузивна серија од 100 купе примероци наменети за Европа со ознаката Iconic Edition. Тие во многу што ќе бидат единствени, почнувајќи од специјалната нардо сива боја со црна маска и тркала. Ке се препознава и по агресивниот аеродинамичен пакет со зголемени отвори за воздух, модифициран заден дифузор и голем спойлер. Во внатрешноста се стрекаваат спортски седишта, луксузна количина напа и алкантара, разни украсни детали и неизбежната плочка со редниот број. Од техничка страна пак нема никакви изненадувања. За погон на сите тркала се задолжени познатиот 5-цилиндричен мотор со 400 конски сили и 7-степениот S-Tronic менувач. До 100 км на час ќе стигне за 3,7 секунди, а за разлика од стандардниот TT-RS, максималната брзина му е ограничена на 280 км на час. Оние пак кои бараат повеќе ќе бидат пресрекни со исто лимитираната серија на R8 со ознаката GT-RWD, со која Ауди се простува од 5,2 литарскиот V10 мотор.
Оваа вистинска хардкор верзија на R8 донесува повеќе сила и подобри перформанси благодарејќи на 620 коњи кои до 100 на час ќе изгалопираат за 3,4 секунди. Со карбон керамичките дискови и олеснетите елементи на ослонувањето и новите тркала, тежината е намалена за 20 кг, а максималната брзина декларирана на повеќе од 320 км на час. Од Ауди не сакаа да кажат точно колку, наведувајќи дека овој модел е наменет за вистинско уживање во возењето. Затоа ќе се грижи и контролата на вртежниот момент кој се пренесува само на задните тркала со мониторинг на пролизгувањето во свиоци. Погледот открива нови предни сплитери и крилца, изменети странични прагови и ревидиран заден дифузор со спойлер поставен на носачи. Ќе бидат направени 333 примероци по цена од 225.000 евра.